Отсуството на компас во актуелниот миг соодветно има свое влијание и врз патувањето низ времето. Бидејќи при премерувањето на таа дистанца може да се креира погрешна перцепција и на сосема неочекуван начин да се интерпретира улогата на втемелувачите на сувереноста и на независноста. Оние ветеринари што ја создадува македонската држава и од ВМРО, и од СДС, и од албанскиот блок на партии 91-92 година. За разлика од впечатокот за тогашните членови на естаблишментот, актуелната гарнитура според одредени експертизи не само што е светлосни години од докторската, туку не може да стаса ни до фаза на сериозни ајвани, бидејќи се уште се третира како цицелче, и тоа од туѓо време. Они уште си мислат дека ќе ги заштити мајка им Меркел, она да имаше млеко да дои своји деца ќе доеше. Уште мислат дека она им е учителката. Се разбира, тие што навикнале да држат часови не прифаќаат да се менува распоредот од времето кога го воделе класот, па продолжуваат со уроците и делењето лекции. Градат цврст став дека импичментот со кој надвор од теренот за политичка игра би бил исфрлен председателот не е адекватна санкција. Аут, ќе иде на стрелјање или бесење, бе, каков аут. У затвор нема да трошам на него храна 3 оброка, па човекови права да му гледам. Оние пак на кои отпосле им текнува да се залагаат за нивно доследно почитување, се соочуваат со собствените маки околу правдата. Протестот за потребата од нејзино екзистирање во целосна контрадикција со состојбата на не баш правда во која се наоѓаат. Оттаму и дилемата која лебди над масата демонстранти. Дали неправда е и предметот кој што згаснатото СЈО го отвори против вас? Извинете? Непрецизноста околу жарчето кое тлее ја потврдува стилистичко-стоматолошката инспекција на реликтите од таа институција, кои покажуваат јасни знаци на отпор кон згаснувањето и не само тоа, туку и ги изнесуваат во јавноста намерите одново да загризаат. Сега на последното судење виде обвинителката Фатиме Фетаи како на модна писта. Така, имаше нова фризура, тоа беше. Имаше нова фризура, да. Так. И нови зъби. И на крајот, кога желбата за постојано користење на вилицата знае да стане научно нецелисходно и политички неисплатливо. Носењето на маска, носење на маска на здрав човек е многу штетно. Доктор Марковски, вие дојдовте овде со маска. Сега извадивте за интервјуто, но дојдовте со маска, значи вие користите маска. Не. Теоретизирањето е едно, а практикувањето нешто сосема друго, се нарекува хипокризија или едноставно паѓање на маската. И тоа на отворено.